Здраво! Како што ви ветив, ова е еден лайв на кој што многу му се радувам. Ви поставив прозорче за прашања, вие ме поставивте дел од прашања, дел идеи, кои теми ви се значајни. Меѓутоа, некако јас доста размислував што е она кое што би сакала да ви го споделам токму денес, кој што е ден на менталното здравје, односно на подигнување на свеста за менталното здравје, додека пак целиот месец октомври е некако месец на подигнување исто така на свесноста за менталното здравје и сметам дека јас како психолог имам и општествена одговорност да малку погласно зборувам на оваа тема. Јас доста зборувам на мојот подкаст, меѓутоа неодамнешното искуство ми покажа дека некако на Инстаграм и веројатно кога е во видео формат и вам ви е малку поедноставно. Па така јас би сакала денес да зборувам за менталното здравје, секако ќе одговорам и на дел од прашањата, меѓутоа за менталното здравје низ 4 годишни времиња и низ законите на природата. Мислам дека многу малку се зборува за здравото, за оно што е природно, за превенцијата. И оно кое што сакам да ви го кажам е дека започнав сосема спонтано синоќа една иницијатива да ја споделувате вашата приказна, затоа што вашата приказна може да спасува животи. Оставив Google форма која што е комплетно анонимна и за мене, значи не собира воопшто мејлови или кој да пише, може секој да си ја пише својата приказна. Бев инспирирана од неколку од вас кои што ми пишавте и некако последно ми пиша и профили кои што се медицински лица, кои што доста, ајде би рекла, дури и не би ми се верувало дека има таква стигма, но сепак стигмата постои за менталното здравје, чувството дека сме сами, дека само нас не се случува, дека сме чудни, дека тоа што во моментот чувствуваме некаква анксиозност или преплавеност е нешто кое што е само наше. И затоа ве молам, кој што сака може да ја сподели таа приказна и не заборавајте дека вашата приказна може да спаси живот. Зошто ова го споделувам? Затоа што месец октомври исто така е и месец кога се зборува за ракот на дојката и верувам дека скоро сите кои што го гледате ова некаде го видовте тоа, видовте таа кампања, допревте до таа кампања, додека кампањата за ментално здравје е многу слаба. И ова не е само на ниво на Македонија, ова е на ниво на светот, каде што некако е многу поприфатливо и се многу поприфатливи физичките болести, што секако не значи дека се помалку важни, но на ниво на свет во статистика многу повеќе личности умираат од самоубиство или пак од индиректно самоубиство, го викаме тоа психолозите, каде што прават нешто кое што е поврзано со менталното здравје, кое што реално го уништува и стоштува телото и доаѓа до смрт, отколку од рак од дојка. И сега, ова ви го споделувам затоа што мислам дека е многу важно и секако кој не ако не психолозите зборуваме за тоа, но мислам дека е многу убаво и сите да бидеме свесни за тоа дека постои стигмата на менталното здравје многу повеќе отколку што веројатно сме свесни, ќе ве повикам на една мала вежба. Да речеме, замислете дека треба да се јавите утре на работа, не на задутре на работа и да кажете дека нема да дојдете. Вас во моментот ви се случува, да речеме, паничен напад или сте преплавени со некоја анксиозност или се соочувате со некакво друг проблем на менталното здравје. Дали ќе го кажете тоа, ало, јас имав паничен напад и јас утре нема да можам да дојдам на работа или не можам сега да дојдам на работа и така натаму, или ви е многу попријатно да се јавите и да кажете јас нешто имам грип, настината сум, ќе одам на лекар на преглед, крвна слика да направам или не знам, имам тешка мигрена и така натаму. Верувам дека најверојатно и сите од нас би одговориле ова второто, односно нема да бидеме искрени, и тоа е само еден знак и доказ колку таа стигма е силна, колку постои, колку е реална и колку е прифатлива, дека е навистина срамно да кажеме дека сме се соочиле, дека имаме паничен напад во моментот, а не дека станува збор за мигрена. И затоа ви благодарам на сите кои што сте тука во живо, слободно може да ме прашувате, доколку имате нешто дополнително прашање, меѓутоа тоа ќе го оставам за вториот дел од овој лайв. Јас уште еднаш сакам да ве потсетам дека оваа стигма не може да се сруши туку така лесно. За жал, физичките болести се многу некако поприфатливи и мислам дека многу често со психичките болести не само што постои стигма и срам, туку се малку покомплицирани.
И доста се случува да не знаеме како со другите луѓе. И многу често некој ќе каже, па знаеш, ти си крива, ти си многу негативна и еве јас сум и лайф коуч, меѓутоа јас пред се сум психотерапевт и психолог и многу сум свесна дека тоа е токсична позитивност кога знаеме да кажуваме, и јас знам да ставам таква порака, но таа порака не е наменета за некој кој што пати од депресија, таа порака не е наменета за некој кој што во моментот нема волја. Таа е наменета за некој кој што во моментот не се соочува со проблем со менталното здравје, каде што не може да стане од кревет и ние му кажуваме, знаеш, можеш малку да прошеташ, беше ли денес надвор, одиш ли во природа, како се грижиш за себе. Тоа е еден момент каде што кога е нешто акутно или кога станува збор за депресија, е многу тешко другиот да го прими, не е дека не знае, не е дека не е свесен веројатно некаде дека не може да се покрене, не може тоа да го направи, но што е оно што може да му помогне на таа личност, што е оно што може да ја помогне на таа личност која што во моментот лежи во кревет, а тоа е да ја кажеме дека и ние некогаш сме биле таму. Или дека познаваме некој што бил таму. Затоа што е многу помоќно и тоа е нешто кое што е многу мокно и кое што се случува и во самата психотерапија и на самиот психотерапевски процес, да и самиот психотерапевт сподели своја приказна. Не мора да е истата приказна, не мора да е тој истиот степен, но, знаеш, и јас така сум се чувствувала. И јас имам многу голем страв да зборувам, пример, пред луѓе. Ме фаќа анксиозност, тешко ми е, не ми е пријатно. Тоа е нешто кое што, ајде да кажам, многу луѓе го споделуваат и го зборуваат, но другите имаат тенденција да идеализираат и мислиме дека не се соочуваме со одредени слични проблеми. И затоа бидете внимателни за таа токсична позитивност, односно бидете внимателни и кога ја пробувате да ја ширите, кога вас ви е убаво, кога вие сте мотивирани, дека едноставно не станува збор за избор, не станува збор дека некој избрал да се чувствува така, туку едноставно не може во тој момент да се чувствува поинаку доколку не се скрши нешто. Од моето искуство, најголемото кршење доаѓа токму во оној момент кога ние ќе покажеме дека сме луѓе и дека ние самите или пак некој наш близок сме виделе дека се соочува со истото. Најмокно е кога ќе кажеме дека и ние самите секако, или не со секаков проблем со менталното здравје, меѓутоа верувам дека секој од нас во текот на животот ќе има барем еден проблем со менталното здравје, анксиозност, преплавено со стрес или некој депресивен период, но една од 4 личности дефинитивно статистички се соочува во овој момент. А само размислете, 4 члено семејство, значи една од тоа 4 члено семејство најверојатно се соочува со некаков проблем, додека од тие 4 личности 3 стравуваат, реално, мислам да речам ако се 3 од 4 стравуваат да споделат и да побараат помош, односно воопшто да кажат што се случува со нив. И најчесто тоа е, замислете како да се отиде на доктор, а многу често знае да се случи тоа затоа што тука некако целината знае да се изгуби, многу често се случува да се отиде на доктор и да се добие дури фидбек или на пријател или без разлика некаде каде што не е сетик за ментално здравје и да се сподели па сама си го правиш тоа, сама си крива за ова што ти се случува, самата си негативна или не се сакаш доволно и така натаму. И нормално тука не може да има напредок и замислете што би се случило доколку скршите нога, се лизнете на мразот, скршите нога и ви каже вам докторот, знаете што, господјо, самата сте си виновни, не сте си облекле чизми, тоа е тоа, скршивте ногата. Многу често тоа се случува со менталното здравје, нормално не кај сите, меѓутоа кај поголемиот дел. И затоа ви благодарам што сте тука и што ова го следите. Јас ќе ви споделам една приказна низ метафора, низ символика за менталното здравје низ 4 годишни времења. И секако законите на природата кои што мислам дека многу ги занемаруваме. Би сакала повеќе да зборувам за здравото, затоа што дел од превенцијата, односно превенцијата е многу поважна од лекувањето и превенцијата е половина здравје. За менталното здравје конкретно многу е поважно да превенираме отколку отпосле да лечиме и постојат многу начини на кои што може да превенираме, но за тоа малку подоцна. Размислував зошто октомври, зошто токму денес, зошто 10 октомври и некако гледам надвор и станувам свесна дека полека листовите почнуваат да отпаѓаат. Полека есента доаѓа и ни кажува дека е време да пуштаме, дека всушност ова е сезона на пуштање, на полека повлекување од нешто што се случувало претходно. Од некој плод што сме го јаделе претходно, од некоја бурна сезона. И есента е тука да ни покажа дека и во тоа пуштање постојат многу бои,
дека постои многу убавина и дека постои нешто кое што се вика припремање или подготовка за одмор, за релаксација. Кога ги погледна вашите прашања, сепарациона анксиозност, тоа 2 пати ми го имавте поставени, е нешто кое што го гледам, како да помогнам на личност која што ме гуши со негативна енергија, ментално здравје за мајки и така натаму. И сега да не ги читам сите, меѓутоа, онаму каде што видов сепарација, токму одговорот е овде, каде што всушност дури едната која што ме праша како да помогнам на личност која што ме гуши, и ми имаше пратено 4 пораки кои што траат некои 4-5 минути, и во самата таа должина, пробувајќи да ми објасни и така натаму, всушност се гледа и се чувствува таа тага од една сепарација која што ќе следува, или тоа долговлекување на самата сепарација која што треба да се случи, и тоа е токму есента. Во менталното здравје, односно кај нас луѓето, многу е важно да останеме свесни дека за да се случи нов раст, за да може некако да се случи некоја промена, а промената е дефинитивно константа, ние мораме да дојдеме во еден момент кога го пуштаме оно што е убаво, оно што не краси, оно што ни значи. Од друга страна, не само што некогаш ги пуштаме и убавите работи, за да може истите да еволуираат, а исто така и да се одмориме, односно да дадеме време каде што ќе можеме да си ги наполниме батериите, нова сила, асимилација на сето оно што го знаеме. Многу е важно да некако останеме свесни дека загубите се дел од животот. И најчесто токму загубите се оние кои што знаат да направат еден земјотрес во менталното здравје, знаат да предизвикаат голема анксиозност, да предизвикаат преплавеност со стрес, и ние се плашиме да губиме. Многу од вас кои што го слушаат ова, веројатно се на место кога сега, овој период, наредниот период, претходниот период губеле нешто, но сакам да знаете дека сите луѓе на овој свет губиме. Ние постојано губиме, и тоа е еден закон на фактички закон на растење, меѓутоа е еден закон на ритам во природата, затоа што природата има посебен ритам, и ова губење е дел од отварање за нешто ново. Нешто кое што е многу важно во психотерапијата конкретно го има, меѓутоа го нема на сите, да речеме, можеби забораваат другите луѓе кои што само се мотиватори да зборуваат, а тоа е колку е важно ние да вадиме од нас. Значи, не е секогаш поентата одам да ја развијам вештини, одам нешто дополнително да направам, одам нешто повеќе да направам. Тогаш одиме со една енергија на не сме доволно добри и одиме со една потполна несвесност дека нам не ни треба само да се натрупаме со поддршки, туку нам ни е многу потребно да прво пуштиме, односно да прво научиме да ги пуштиме и извадиме сите оние слоеви од нас кои што во моментот не ни служат, затоа што потребно е да изградиме некоја нова и поразлична персона. И тоа замислете го како, буквално како листовите кои што се пуштаат, за дрвото да има една нова форма, тоа е потребно да ги пушти старите образци. Да пуштиме делот мајката, делот таткото, што е оно што не ни служи од нив, кои се оние во гешталт терапијата ги викаме интроекти, уверувања, многу помодерно, и мислам дека многу некако достапно за луѓето е да ги наречам тие уверувања кои што не ни служат. Тоа се мисли, реченици, некои работи кои што ние сме ги проголтале буквално од другите луѓе, без да видиме дали реално имаме доказ за нив, дали реално нас не служат тука и сега. И многу е важно да се научиме да пуштаме и секако во процесот на пуштање да се отвориме за тагување. Односно, да се прифатат емоциите како природни, да се прифати тагата како дел од пуштањето и нормално да се значи, колку плаче есента, колку дожд има во есен, токму тоа е сепарацијата. Дозволете да плачете, да тагувате, да се подсетувате на сето оно кое што сте го имале, меѓутоа сосем свесни дека тоа е природен циклус на животот. Дека животот не е создаден да биде 100% среќен, 100% убав, цело време да е нешто убаво, туку е сосема природно и нормално да се отвориме, да врне, да плачеме, да сме тажни додека пуштаме и нормално да се сеќаваме и да го уважуваме сето оно што го има, за кога ќе дојде зимата, да некако се соочиме со мраз, со снег. И многу често ова се случува, еве јас метафората што некако ми доаѓа во главата е како кога е зима, кога надвор е снег, кога мраз, не можеме да излеземе и
знае човека знае да се затвори некако во собствената глава или во собствениот дом, нели во собствената глава, да стравува да излезе надвор кога има предизвици, да стравува да некако се да се пројави, да направи некоја промена, да излезе и да се соочи со сето она што животот му го носи. И ако погледнеме надвор, ќе видиме дека постојат чизми, постои капут, постои шал, нели, ракавици, капа. Значи, тоа се поддршките кои што е многу важно да бидеме свесни дека ние ги имаме. И сега, контра она есента пуштање на оно што било негативно во тој момент, што е оно што може да се го облечеме, што е оно кое што ќе е нашиот капут, што може ни е наследено од нашите мајки и татковци, баби, дедовци, чичковци, стрини, општеството, луѓе кои што ги слушаме, кои се тие поддршки кои што може да ги облечеме во текот на зимата, метафорично кога се соочуваме со некои непријатни ситуации, со тешки ситуации во животот, кои што понекогаш навистина се присутни и подолг временски период, доколку останеме заглавени внатре и не побараме помош, поддршка, без разлика на кој начин. Доколку не се поддржиме и не сватиме, односно не свестиме дека ние имаме и капут, и чизми, и можеме да чекориме надвор, најверојатно таа зима ќе биде многу сурова со нас. Секој од нас, секој организам има природен начин, и тоа е законот на природата. Секој организам на природен начин се саморегулира. Само што некако и ова брзо време, и целиот тој стрес, и најверојатно недоволната поддршка права да ние не можеме да си влеземе во тој природен ритам и остануваме заглавени внатре, а не излегуваме надвор, сосем свесни дека можеме да издржиме зимата и да одиме надвор. И некогаш знаеме многу храбро да избрзаме, и овде би го донела законот на трпение, односно трпението и да бидеме доста внимателни, затоа што знаеме да избрзаме со нашиот плод со пупката. И што се случува рана пролет? Сетете се како раната пролет знае да биде сурова и некаде да излезе да процветат дрвијата, тоа убаво мириса, тоа е толку прекрасно, почнува да се гледа плодот и сето оно што е убаво, и најнеш се случува ноќ кога е -7 или -2, -3 и тој плод или голем дел од плодот знае да замрзне. И тоа е многу стресен период. Меѓутоа, ова имав едно прашање, што да правам? Правам се трудам, пишувам дневник, работам на себе, меѓутоа сум чувствувам уморна и како убавите работи да не доаѓаат кај мене. И ова ми остави многу впечаток ова прашање, затоа што ова е нешто што многу често се случува и кај други луѓе кои што велат јас таман излегов, направив нешто, ама еве повторно ми се случи нешто лошо, повторно не чини, повторно не е добро, каде што се губи вербата дека ако дошол еден мраз, ние сега повторно ќе паднеме. Меѓутоа, тука забораваме на нашите поддршки, забораваме на тоа дека ние имаме капацитет и начини да се справиме со тој мраз, ако ништо друго, да останеме свесни дека може да се случи и да си даваме време да се подготвуваме. И тоа е превенцијата, каде што во текот на зимата ние си ги имаме тие поддршки, си ги ставаме тие поддршки тука се и не веднаш ги фрламе и ги расоблекуваме, туку ги чуваме, свесни сме за нив и можеме да си имаме нели еден простор во нас каде што има доволно простор да веруваме во себе дека ние ќе знаеме како да се избориме со тој мраз рано во пролетта. Од друга страна, тоа е периодот кога ние можеме да растеме, кога сме најкревки, кога некако е време да си ги уважиме промените, но не и да ги береме плодовите. А што значи тоа? Многу луѓе знаеме да избрзаме, да уште, она кога викаат, леле, малку нешто да се успее, да се избрза, и тука доаѓа кршењето, каде што не се или еве, пишувам дневник, работам на себе. Како се работи на себе? Пишувањето дневник е дел од работата на себе, дел од превенцијата, која што носи многубројни, да речам, позитивни ефекти. Меѓутоа, ние мора да некако застанеме за еден момент и да видиме што навистина ни е потребно. Кое дрво сме? Каков е нашиот свет? Колку тој ран зимски, односно уште зимски, нели, мраз, кој што може да се случи, може да нас руши? Што се може нас да нас руши? Како можеме да се поддржиме подобро? Затоа што постојат личности кои што се многу порезилиентни и тие знаат да го издржат и најсилниот мраз во зимата. И ова не е нешто кое што е избор. Тоа морам да го повторам уште еднаш и веројатно уште 10 пати.
резилиентноста не е избор, некој дали ја има или ја нема. Таа е стекнал склоп на неговата судбина, на животните околности, на како растел, каде растел. Што понатаму е избор на човекот, доколку има доволно поддршка, а кај некои одредени состојби на менталното здравје потребна е многу поголема поддршка и свесност, затоа што многу е стигмата силна. Затоа вежбата, прашањето на почеток кога ви го поставив, токму ви го поставив само за да станете свесни колку е силна таа стигма, до кој степен е стигната таа стигма да едноставно луѓето немаат ни капацитет, ни можност да побараат поддршка доколку не се порезилиентни. И додека оние порезилиентните ќе го издржат мразот и можат многу полесно, дај да им помогнеме, како една поддршка на оние кои што се помалку, за да можат и тие да растат, да може да ја растат таа резилиентност во нив, да можат да работат на себе и од друга страна не дадеме простор да бидат прифатени многу повеќе. И некако ми одлета мислата, не знам што сакам да кажам, меѓутоа добро, веројатно некаде зборував за мразот, што е оно што може. Сакав да споделам дека дека менталното здравје дефинитивно не е проблемот со ментално здравје, не е избор, додека избор е како ние ќе го превенираме доколку сме добри сега. Значи, ако веќе ќе се случи, некако не било избор, било склоп на околности и секој го прави оно што најдобро го знае и затоа велам да сме сите погласни тука. И во овој период на пролет да си дозволиме да не брзаме, односно на моментот да не брзаме и кога чекаме нешто и кога сакаме брз ефект, кога сакаме брз резултат, важно е некако да се запрашаме дали сакаме директно од зима да скокнеме во лето, што некогаш во Скопје се случува, ама какви шокови доживуваме ако ништо друго, притисоци, отоци, што се случува кога наеднаш од многу ладно доаѓа летото. Верувам дека Скопјани некаде ова го почувствувале, да се почувствува недостаток на пролет. Пролетта е многу важна. Многу е важна затоа што токму тогаш му даваме простор и даваме на пупката простор да расте, да се опушти, да има една безбедна средина и да не некако наеднаш влеземе, супер, ова е добра сум и тоа е тоа. Напротив, овој период е токму оној кога седиме и можеме да се радуваме дека е подобро, меѓутоа да си дадеме нови поддршки, оние што ви ги споделив од зимата, сега на друг начин нови поддршки, односно да го јакнеме оно што е здраво, оно што е убаво, оно што е добро. Значи не се фокусираме на негативното, каде не чинам, што да сменам и како да сменам, туку повторно го ставаме фокусот на што е оно што е добро и да не стравуваме доколку подоцна го пуштиме цветот, затоа што на крајот на денот ако подоцна сте го пуштиле цветот, најверојатно зимата воопшто и не ве удрила, воопшто не ве погодила, мразот воопшто не ве погодил и се обстанале. Има една порака од Мулан цртан, од која ако сте го гледале, каде што татко и доаѓа и кажува Кирко, цветот кој што последен цвета, најдолго цвета и најубав е од сите. Затоа дозволете си да бидете поспори, дозволете си понекогаш да убавите работи не дојдат веднаш кај вас и верувајте во циклусот на природата, во природниот циклус. Значи тоа е природен циклус. И едноставно, кога ќе дојде летото е период кога може да ги јадете плодовите. Летото е период кога веќе може да се слави, да се прослави тоа што е убаво, да се јаде плодот, или тоа што го гледате сега, значи има во позадина пролет, има во позадина зима, има во позадината есен, има многу циклуси на пуштање, има многу причини и последици, како дошло таму до каде што е. И ова е период кога, мислам, сакам да го споделам дека многу често забораваме како луѓе да славиме, да уважуваме, да се пофалиме, да ги пофалиме другите. И многу често постои таа забрана за промена и забрана за пофалба и леле сега си се фали самата себе си, но тоа е дел од превенцијата на ментално здравје. Тоа е дел кога затоа ние живееме, за да имаме еден ваков циклус када ги јадеме плодовите, кои што сме успеале да ги направиме, созреале. Време е кога може да се одмориме, да се релаксираме, да шетаме, да патуваме. И тоа е нешто кое што ве повикувам да што повеќе го имате на вашиот календар, што повеќе го ставите на вашата to-do листа, затоа што доколку останеме премногу заглавени во едногодишно време, ние тогаш не дозволуваме природно да животот биде и тука е онаа поларност
која што дуалност или како да кажам поларноста на живењето, која што често ви ја споделувам, а тоа е прифаќањето дека постои црно и бело, постои пролет и есен, постои лето и зима, постои вода и оган, и кога постојат позитивни и негативни емоции или пријатни и непријатни емоции, како и да сакате, и тоа е едноставно делот од животот, како што постои пуштање и влегување на нешто ново. Ако ние останеме ригидни, ако ние не сме доволно флуидни, тогаш не дозволуваме ниту да примиме, ниту да пуштиме. И делот, дајде да кажам, што е она со менталното здравје, кога не сме ригидни, кога не сме препопусливи, односно кога почнуваме да градиме здрави граници, кога си дозволуваме да се сепарираме и на сепарацијата не гледаме на нешто кое што е негативно, туку гледаме на нешто кое што е здраво, природно и убаво, затоа што на крајот на денот ние се сепарираме постојано, одново и одново од некоја наша персона, од некоја наша личност. Што да речеме, од дете стануваш адолесцент, возрасен, мајка, сопруга, значи ние се сепарираме и добиваме нови и нови улоги. И затоа тие циклуси на промена, ако ги гледате низ 4 годишни времења, се надам дека оваа метафора ви е некако пријатна, затоа што метафорите многу знаат да помогнат во нашето живење. Во која сезона сте сега? Во која сезона е пријателката на прашањето како да помогнам, која ме гуши, на личност која што ме гуши со негативна енергија? Прашањето беше доста долго, меѓутоа беше како еден начин, барање дозвола од мене, да ја пушти пријателката, затоа што пријателката не допира ништо до неја, таа е поригидна, таа можеби е сега во сезона на зима, а вие сте во сезона на пролет. Сите луѓе се во различна сезона и затоа тоа е многу е во ред да си дозволите доколку со некого не сте во иста сезона, да некако го пуштите. И сега некако тука би сакала да ви споделам дека законите на природата, освен овој ритам кој што ви го носев, значат и баланс, односно да е многу и освен баланс и еден момент на заедништво, каде што е многу важно да ние останеме свесни дека доколку се грижиме за менталното здравје, тоа не значи дека го исклучуваме телото или душата. Грижата за нас, за себе, значи да се грижиме за трите подеднакво. Многу често луѓето знаат да се грижат само за срцето, забораваат да се грижат за умот, кој што е многу покомплексен, и тука е таа стигма, каде што ние некако забораваме дека едното и другото се еднакво важни, и да, физичката активност многу знае да помогне и во менталното здравје, меѓутоа некој што нема волја да стане од кревет и вие му зборите оди вежба и трчај ќе ти биде подобро, не може тоа да го направи. И тука доаѓа оној пристап на поинаква поддршка, тука доаѓа отварањето на и јас сум се чувствувала така, знам како ти е, и моментот кога ние го прифаќаме другиот, затоа што ако ние постојано во нас имаме некоја потреба за побрза промена, потреба за да излеземе од нешто, ако не ја прифатиме состојбата во која што сме, најверојатно ќе останеме таму заглавени. Најголемите промени и трансформации се случуваат кога прифаќаме. Моментот кога ние ќе прифатиме дека се соочуваме со некаков проблем со менталното здравје, тогаш можеме да се промениме. Што значи тоа? Да речеме, најголемата помош за ментално здравје е доброто спиење. Како спиевте минатата вечер? Или како спиевте последнава недела? Дали сметате дека добро се наспавте? Колку сте одморени? Можеби во овој момент дел од вас се супер одморен и одлично спиеле, но дел од вас сум сигурна дека не спиеле добро. Автоматски, ако вие прифатите дека јас сум подолг период неодморена, подолг период не спијам добро, вие помагате и превенирате за вашето ментално здравје. Тука е моментот на колку е всушност оно кога викаат лекот 5 пари. Добриот сон многу знае да помогне. Мене ми се случува да ми дојдат мајки на терапија избезумени со 300 симптоми, а лекот бил само да се наспијат, да побараат поддршка, некој да биде со децата, нели да тие имаат едноставно простор и кога да го направат тоа. Секако не секогаш ова може да е возможно, но доколку останеме отворени за тоа дека постојат различни начини на поддршка, различни типови на поддршка, а не само нешто каде што ќе слушнеме некој кој што не кажал, тогаш во тој момент поддршката многу полесно се наоѓа. Но тука е многу важно
да она што ви го споделив со ригидноста, да не останеме ригидни и некако да не пуштиме ни еден шаблон кој што го имаме, туку да останеме отворени, да се менуваме постојано и да ги менуваме оние шаблони кои што ги имаме. Затоа што истите тие шаблони можеби ни служале нас досега, но веќе не ни служат. Особено не доколку еден циклус веќе поминал на 4 годишни времења. Понатаму, оно што го споделив тука е исто така и единството, законот за единство. Останете свесни дека вашата љубезност, она kindness, мислам дека не сум сигурна дали љубезност е баш зборот кој што е ист со kindness, меѓутоа добрината, љубезноста која што имате, насмевката која што ја давате, помага и на другите да се чувствуваат добро. Затоа наместо да се оди веднаш со осуда, тоа природно сите го имаме во нас, многу е поважно веројатно да застанеме и да видиме, дали јас негде проектирав, дали ова нешто мое или можеби можам на некој да му го направам денот поубав. Јас затоа сите ги повикувам да колку можат и кога можат, секогаш се трудат да бидат што е можно пољубезни со другите. Па дури и со оние негативните, затоа што токму тие негативните најверојатно имаат проблем некаде и застој некаде и можете многу да им помогнете, не со тоа што ќе се трудите да ја смените нивната негативност, туку да ја прифатите нивната негативност и да бидете во ред со неа. Прифаќањето на другиот, прифаќањето на себе е тоа што носи најголема промена. Да се отворите за свесност дека постои закон на компензација и дека организмот ќе знае како да компензира. Доколку не сте спиеле, најверојатно ќе компензира со многу храна. Меѓутоа, важно е да бидете свесни дека затоа оди потребата за енергија, дека нашето тело знае како да компензира. И тука свесното живење, свесноста за себе или одам натаму законот за рефлексија е многу важен. А што значи тоа? Тоа значи да бидете свесни за себе, да си правите редовна ретрофлексија, докаде сте, како сте. Затоа го почнав предизвикот, денес сме ден 25, мислам дека напишување, да бидете во контакт со себе, да видите докаде сте, што се случува со вас, како сте спиеле, од каде е таа зголемена потреба за храна, или доколку не сте спиеле и така натаму, за да може да бидете некако и во тоа единство, во баланс со себе и да бидете во отворени за промената која што следи, односно за наскоро зимата, а понатаму и пролете и летото и ова одново и одново. Некако многу ми е важно и исто така да ве поттикнам, не само да пишувате повеќе, туку да останете свесни дека некаде оваа стигма, особено онаа стигма за депресија, за самоубиствата и така натаму, е толку многу голема, да многу често јас се среќавам со луѓе кои што дури коментираат на како можела тоа да го направи, зашто тоа го направила и така натаму, а она кое што реално се случува е дека таа личност на вистина смета дека ќе биде светот подобар без неа. И тоа е многу жално и затоа на почетокот ви споделив дека многу сме погласни за сите други болести, конкретно за ракот на дојка, а забораваме на менталното здравје кое што тивко носи многу животи и ако ништо друго, понекогаш не носи живот, меѓутоа драстично го намалува квалитетот на живот. Ве поттикнувам да се отворите за многу нови поддршки, да следите што е можно повеќе личности кои што ве инспирираат, кои што ве поттикнуваат на посилна и подобра грижа за себе, да бидете внимателни на маркетингот, на сите оние како да кажам, наслови кои што се бомбастични, кои што привлекуваат некако внимание да кликнете, да отворите, да прочитате, а вам не ви служат и не ви се потребни реално во животот. Нема ништо страшно да се случи доколку не сте во тек. Секако кога нешто важно се случи, некој ќе ви каже. Јас дури некогаш викам што помалку бидете присутни на социјалните мрежи. На социјалните мрежи имате многу големи граници, што следите и како следите, затоа што кога гледате некој дека живее поинаку, прашајте го што прави поинаку. Најверојатно ќе ви каже дека многу повеќе се грижи за себе, многу повеќе е во себе и размислува како сум јас со другите и што се случува нели во целата околина. И многу повеќе граници поставил нормално со сите тие, да речам, социјални медиуми, што конзумира, како конзумира, и јакне љубовта кон себе. Имаше едно прашање кое што беше ниска вредност за себе. Јас би рекла дека бидејќи во нашиот јазик само самодоварба го користиме, само почит евентуално. Токму ова е нешто кое што е важно ако одиме во есента да се пушти
нели, да ја пуштиме таа ниска, да видиме од каде потекнува, да видиме што се оние сите работи кои што, нели, стари лисија кои што ги носиме, кои што е време да ги пуштиме. И потоа полека да се наоружаме со нешто друго. Меѓутоа, тоа е нешто кое што ќе го направам за подкаст, многу убава идеја, мислам дека многу од вас ќе сакаат. Доколку некој од вас кој што сте тука има некое прашање, сака нешто да сподели, мене многу ќе ми значи слободно нека сподели. Додека го пишува прашањето, ако има, јас би сакала уште еднаш да ве поттикнам да ја споделите вашата приказна потполно анонимно и за мене прашалникот, значи не ги собирам имейл адресите и не знам кој како ќе пише, дел од вас пишавте и многу се радувам, затоа што многу е важно да и другите видат дека сите од нас понекогаш се плашиме, сме преплавени, се чувствуваме анксиозно, се гушиме пред да зборуваме, тешко ние сме доживеале паничен напад и така натаму, како би се скршила стигмата и многу полесно би можеле да си помагаме за да не дојде до оној процент на да некој си го одзема животот или да некој тивко си го одзема животот, дури пак и да не влијае на другите луѓе. Секако ние нема да можеме потполно да го превенираме, нели, некои работи едноставно се случуваат, склоп на околности, хормоните се тука присутни, некои други травматски настани кои што не се во наша контрола, но доколку сме свесни, многу полесно можеме да ги надминеме и онаа доколку сме свесни, многу полесно ќе ги пуштиме во текот на есента работите кои што не ни служат и ќе се амортизираме, односно ќе се мобилизираме за време на зимата, за да може пролетта веќе да влеземе во една нова и многу подобра акција за нас. Се надевам дека многу луѓе ќе се придружат на споделување на својата приказна, затоа што истата може да спаси нечи живот, да спаси квалитет на нечи живот, да спаси некоја мајка, еве две веќе пишавте за постпорадилна депресија, многу мајки ме следите, се мислете кога некоја мајка која што е во постпорадилна депресија ќе прочита 10 такви приказни и кога ќе рече мене ми треба помош, без разлика на кој начин, дали тоа ќе биде во моментот стручна помош, поддршка поголема од партнерот и така натаму, се мислете колку е тоа моќно, затоа што таа мајка ќе го спаси своето дете, таа мајка ќе го спаси и детето на незиното дете, таа мајка ќе може многу побрзо да излезе од тој циклус. Мислам дека многу луѓе заборавате колкава моќ имате во вас и колку токму вие менувате и правите и некако еве јас сум тука, јас го правам овој лайф, меѓутоа на ваме да вие продолжите да ја ширите пораката, да вие се отворите за менталното здравје, да вие сте тие кои што ќе знаете како да го подигнете квалитетот, да превенирате и полека да се крши стигмата. Само полека имаше едно прашање, супер сте, фала. Како да контролираме загуба на блиска личност и многу како да контролираме загуба на блиска личност и многу загуби и како да го прифатиме тоа. Не ја контролираме. Токму за тоа зборував, не знам кога се вклучи. Ние не можеме да ја контролираме есента, ние не ја контролираме загубата. Таа се случува, мора да се случи. И тука е сепарационата анксиозност на почетокот. Не знам, повторно преслушајте го доколку не сте биле на тој дел кога зборувам токму за есента. Загубата е дел од живеењето и тука е староста, тоа е закон на природата, ние не можеме да контролираме нечија загуба. Ние некаде ја прифаќаме, меѓутоа како што во есента има многу дожд, така е во ред да бидеме многу тажни. Но да не заборавиме на дуалноста, повторно тука ќе ја донесам. Ние имаме секој од нас капацитет паралелно да тагуваме и да бидеме среќни. Значи ние можеме паралелно на едно поле во нашиот живот да бидеме во есена, на друго во лето. На едно поле во нашиот живот да јадеме плодови, затоа што во секоја различна поле сме и во различна сезона. Значи, во нас постои таа дуалност и имаме капацитет да тагуваме за загубата која што се случува и да бидеме среќни, отворени за се ново што следува и така натаму. Имаме капацитет да бидеме и заљубени некаде, да мразиме нешто друго. Имаме капацитет да знаеме на некое место каде сме, на друго место да не знаеме каде сме, да сме потполно изгубени. Значи, тоа е поларноста. И само отворете се да ја видите во вас тој капацитет, дека имате капацитет да пуштите и да ја прифатите загубата која што следи. Затоа што прашањето е како да контролираме загуба, не се контролира. Загуба се прифаќа, се тагува, се обжалува. Тоа е процес на обжалување каде што знае да сме лути, да сме во негирање, да сме и тажни, потоа депресивен период, се дека не стигне тоа прифаќање и она што го споделив да не брзаме за текот на пролета, туку да дозволиме тој цвет да дојде тогаш кога му е времето, секој со свое темпо. Тоа е оно што го зборував за пролета, за тој циклус. И се надевам дека таа метафора ќе ви служи
Верувам дека многу повеќе метафори ќе ви текнат, веројатно кога ќе го исклучам овој лайф, и мене ќе ми текнат многу повеќе метафори. И мене ќе ми текнат многу поинтересни, да кажам, работи за зимата и така натаму, но запрашете се вие каде сте, во кое поле каде сте, зошто го нема тоа. Дали можете некое друго прашање? Ова беше баш убаво прашање во однос на... Благодарам. И тебе многу ти благодарам што го постави прашањето. Верувам дека на многу други ќе им значи, затоа што ние луѓето имаме токму тенденција да го правиме тоа. И затоа некако кога почнав реков зошто октомври, зошто есен. Иако на другиот крај на светот е пролет, меѓутоа можеме и од пролетта да почнеме, можеме и од тој циклус да одиме. Но токму есента е периодот на пуштање и тогаш ни е нас најтешко, тогаш веројатно менталното здраве најмногу веќе станува видливо дека нешто се случува со него. И секако не заборавајте дека превенцијата на менталното здравје пред се почнува од основните потреби, а тоа е спиење, дишење, добра исхрана, балансирана исхрана, значи задоволување на физиолошките потреби. Па потоа одите понатаму. Вие не можете да работите на нешто многу по, да речам, нагоре или многу повозвишено, доколку пред се не сте задоволени, не ви се задоволени основните потреби. Не можете на некој кој што нема дом во моментот, му се срушил цел свет, му починале родители и така натаму, да му зборувате вие за не знам колку убав живот, за не знам каков квалитет на живот, за менталното здравје како може да изгледа. Не. Значи вие му помагате во моментот со тоа што се соочува, му помагате да има кров над глава, му помагате да има период да обжеле. Останете свесни тие кои што работите на себе, бидејќи многу пати оние ранките на пролет знаат да работат на себе и да имаат на самодоверба која што е лесно кршлива, затоа што може мразот да ќе дојде, значи кога тогаш во некој циклус, и одат се на осуда кон оние другите кои што во моментот не можат. Ние не знаеме што му се случува на другиот човек. Ние не знаеме дали тој човек во моментот е во друга сезона. Можеби тој нема дом, нема пари, нема буквално не може сметките да си ги плати, не може крај со крај да сврзе и ние му зборуваме: слушај, ти оди на психотерапевт, па и по можност најскапиот што е, па и запиши се на не знам што, че нему му треба нешто друго. Може да му понудиме бесплатна психотерапија, која што ја има. Јас повторно ќе споделам, немојте да наоѓате изговор за помош и поддршка кога станува збор стручна, постои и бесплатна. Значи се наоѓа, можеби нема да е толку долготрајна, меѓутоа најмалку 5 или 10 средби во Црвен крст во скоро секој град во Македонија има таков проект кој што се одвива. Јас таму почнав. Јас уште се радувам кога некој ќе ми пише: "Леле, Елена, дали си ти таа и таа во 2016-2017 што беше во Црвен крст?" Да. Значи има многу колешки кои што работат и кои што се одлични, кои што се во процес на тренинг и навистина може да ви бидат помош и поддршка. И не заборавајте, помалку осуда кон другите, затоа што доколку можеле, веројатно ќе тргнеле. Ние не можеме со сила да дадеме помош на некој, но можеме само да и бидеме емпатични. Емпатијата е таа која што лекува и помага, а не осудата. Затоа ви го споделив оној дел на, ако сакате да му помогнете на некој, не му кажувате: "И стани, прошетай, знаеш, тебе треба сега надвор во природа, саат време да бидеш." Да, тоа е вистина. Туку кажете му: знаеш што, и јас бев на ово место и мене ми беше вака. Те разбирам. Тука сум за тебе. Што ти треба од мене? Како можам да ти помогнам? Што тебе ти треба? Што ние многу често некако мислиме дека знаеме што им треба на другите, најверојатно тоа е нешто нам што не треба во моментот што ќе излезе. Другите ќе видат и ќе ви кажат што е тоа што им треба и зборувајте повеќе, прашувајте ги почесто другите како се, особено вашите блиски, и отворете се да не се контролираат, загубите, туку дозволете и на есента да си го направи оно кое што е природно да се направи. Ако има уште некој прашање, ќе почекам уште минутка. Ако не ви благодарам многу на сите, како не би била некако и предолга, веројатно до тука беше доволно чисто да го означам овој ден на менталното здравје, месец октомври, да побарам од вас помош и поддршка, заедно да ја рушиме стигмата. Препратете го ова на некој кој што сметате дека треба да го чуе, без разлика во која сезона од животот е, во која сезона од годишните времиња е. Пратете го на некој кој што можеби не е ни свесен дека треба да го чуе, но ако го чуе може многу да му помогне.
Браво, фала. Дали овој лайф ќе биде објавен во Reels? Па да, ќе го објавам, ќе го зачувам. Планот ми е да го зачувам за да може да го препратите, да остане тука и да си го преслушате. Тие кои што се вклучивте отпосле, меѓутоа и да си го преслушате и понатаму, затоа што можеби ќе ве поддржи да некогаш кога сте многу бесни, лути, кога не знаете што со себе, да некако го преслушате и да речете, аха, добро, јас во која сезона сега се наоѓам? Каде сум јас? Добро, сега сум во зима, окей, дај да видам со што можам да се поддржам и како можам. Се надам дека оваа метафора ќе ви помогне. Ви благодарам на сите за убавите коментари и поддршката. Ако нема некој прашање, јас полека ќе го изгасам овој лайф, ќе го поставам да може да се слуша. И да бидеме заедно сите некако погласни и посвесни за оно кое што е реално, кое што ни се случува на скоро сите, на повеќето. Да си почнеме од себе, ја затоа често и на мојот подкаст поделувам што е мое, како јас работам, што се соочувам, како сум се соочувала, само за да не имате таа тенденција да идеализирате и да останете свесни дека на сите не се случува, меѓутоа постојат начини како можеме да ги пребродиме. И уште некако за крај, кога осудувате, само останете свесни дека ако не вам или на вашата пријателка, пријател, партнер, може вам да ви се случи. Затоа што не постои нешто кое што ќе може дефинитивно да ви рече, да ви го превенира тоа, че може и вас да ви се случи истото. Останете само отворени за тоа, исто како со физичкото здравје. Што и да направиме, ние не можеме некои работи да ги контролираме. Ве поздравувам, фала ви на вас многу, ви благодарам за убавите коментари, мене ми значи секако поддршката. Се надевам дека овој лайф ќе го зачувам и вам многу ќе ви значи. Ви посакувам уживање и препуштање во било која сезона да се наоѓате сега, затоа што тоа е најважно. Да си дозволите да бидете таму каде што сте, да дозволите природата да си го направи своето, да бидете во склад со себе, со оно што е природно, оно што е важно и само така ќе ја пребродите таа сезона убаво. Ви благодарам многу. Поздрав, имајте прекрасна недела. Ви благодарам.